Господинот Никола Димитров, подпредседател, заменик председател, секојаш се извинувам, стално се мешам со овие ваши функции, вице-премиер за европски прашања и сите овие други крупни, важни меѓународни односи на Македонија, предпоставувам. Добро утро во утренски брифинг. Добро утро и поздрав до гледачите и да вас. Благодарам. Господин Димитров, вчера имавме повторно интензивен ден. Овој заменик, помошник државен секретар Ескобар очигледно е човек кој што сме навикнати од американците. Прецизно, остро, јасно, кратко, директно. Ја посети Македонија, обави сите неопходни, да кажем, средби на највисоко ниво и јасно кажа дека апсолутен американски приоритет во однос на Балканот, интеграција на Македонија и Албанија во почеток во Европската Унија. Да ве прашам, како вие проценувате не само тој став на американците, кој што е конзистентен и тој не се менува со години, па и со децении, ако смеам да кажам, но дали тој има моќ нешто да влие во ова што нам ни е проблема, тоа е политиката на Софија по тоа прашање? Се согласувам, јасно, кратко, од кај нас, и мислам дека во суштина пораката е ние сме зад вас, ова треба да се случи, да почнете пристапни преговори со ЕУ и тоа треба да се случи многу брзо. Тоа беше јавната порака. Американците се важен фактор во нашиот регион, не само во нашиот регион, туку и глобално. Американците се главен партнер на Европа во контекст на НАТО, меѓу другото и за безбедноста на Европа, и се разбира дека Вашингтон има влијание. За нив, без наративот на проширување, без доверба во тој наратив, без тој инструмент за влијание во регионот, многу е тешко да се средат работите. Регионот е поприлично разнишен. Ке кажев подразнишен, ама разнишен е веројатно по-прецизно и поточно. Малку порадикален. И тој вели, а кај вас пак се прекршува инструментот. Дали проширувањето е реално или не е реално. Тоа е значи онаа крстосница помеѓу надежта и депресијата. Да, и затоа ова мора да се случи. За ние тој инструмент потоа да го користиме во редење на други големи проблеми, пред се овие денови, овие недели Босна и Херцеговина. Тој од тука отиде Загреб, па ќе оди во денес е веројатно веќе во. Тој дури исполнува дека Македонија може да игра и одредена позитивна улога во решавањето на замрзнатите конфликти во Босна и на Косово дури. Кога разговаравме за регионот, тој рече ние во вас гледаме еден кредибилен сојузник на кого што можеме да се потпреме. Сојузници сме во НАТО. Имаме, и јас апсолутно се согласувам, потполно компатибилни стратешки интереси во однос на регионот и се разбира, можеме да помогнеме во таа смисла. Гледам во настапите, па не би рекол дури и последниве недели, туку и последните месеци, вие станавте се повоздржан, а господинот Биор Османи, кој го има ресор за надворешна политика, се труди да биде можеби по-оптимистичен отколку што реалноста понекогаш укажува на тоа. Good cup, bad cup, како вика, добар полицаец, лош полицаец. Не ве прашувам да коментирате за колегата, се разбира, Османи, но ве прашувам, многу пати се изгоревте до сега, затоа сте вака повоздржан или реално мислите дека треба да престанеме да шириме оптимизам, затоа што нема место можеби за оптимизам? Мислам дека мора да учиме од грешките. Грешките. Од нашето искуство. Не бевме ние со Кабајет, зашто уште немаме пристапни преговори. Тоа не го велиме само ние, тоа го вели практично целата Европска Унија, освен досегашната политика на Бугарија. И мислам дека им го должиме тоа на граѓаните, да бидеме искрени и да ги штитиме нивното достоинство, но и тој циклус на надеж и разочарување кој што не е здрав за нацијата. Тоа не значи дека треба да дигнеме раце. Апсолутно, меѓу другото, посетата на
Ескобар е еден од сигналите кој што вели влогот станува голем за сите. Тоа го вика Париз, тоа го вика Берлин, тоа го викаат институции, лидерите на институциите во Европската унија, во Брисел, многу други главни градови на земјите членки. Од нивна перспектива, која е пораката ако нема пристапни преговори за нашата Македонија, за Северна Македонија? Џабе решавате проблеми, џабе вложувате политички капитал во реформи, џабе ја тркате напред работата. Тоа е лоша порака за регионот. Затоа од нивна перспектива поддршката е огромна, контекстот е огромен и затоа ние во овој контекст должни сме да направиме, да продолжуваме да правиме сериозни обиди. Јас сум убеден дека и со нетрпение чекаме влада во Софија. Сакаме да седнеме да разговараме, вистински, комшиски. Колку што слушам, можно е и денес да се потпише коалицијскиот договор. Може би неделава, не е убаво да се шпекулира, мандатот ќе биде даден на господинот Петков. Што побрзо има влада, што побрзо да седнеме, да видиме дали можеме да излеземе од оваа ситуација која што мислам дека лошо влијае на македонско-бугарското пријателство, лошо влијае на процесот што го почнавме, на некој начин забега работата, со други зборови. Сами знаете колку е важна улогата, персоналната улога на политичарите, нивниот профил, нивното познавање на проблемите, нивниот стил на работа, па конечно и политички поглед на свет се разбира и така натаму. Фактот дека најверојатно портфолиото за надворешни работи ќе оди во рацете на функционер, говорам за бугарската влада, на господин Слави Трифунов, е улеснување кој што има прилично, како да кажем, не би рекол тврди меки тука едно вака баш популистички ставови по сите прашања, па и по ова прашање, тоа ќе ни помогне. Ќе видиме, треба да го запознаеме идниот министер, ќе видиме дали тоа ќе се оствари тие најави. Важна е, личниот профил е важен, личниот контакт е многу важен. Човек може да смени историја во дадени околности, во даден контекст. Така што, ама неблагодарно е да се зборува пред рака. Треба да седнеме, треба да разговараме, да видиме дали можеме да најдеме решение европско. Во меѓувреме добра вест, сега полу на шега, полу сериозно, стигна од Скопје. Јас за викендов прв пат гледам дека Мицковски рече дека договор меѓу Бугарија и Македонија со оваа влада тој нема да прифати. До сега тој велеше дека нема шанси за договор. Сега некако да е уплашен дека можеби договори ќе се постигне, ама тој нема да прифати. Тоа како добра вест го третирам јас. Тоа што мене ме радува е неодамна имавме совет за евроинтеграции, собраниско тело што го води опозицијата. И тоа веројатно малку се изгуби во оваа бомбардирање од разноразни вести, не знам што имаше тој ден. Имаше некоја подоминантна вест, се подизгуби малку како па да речеме некој возило погрешно паркирано на тротоар, тоа би било вака баш за наша јавност типична доминантна. Нешто што многу ретко би се има случувано во изминативе години, имаше еден глас. И пратениците од мнозинството, и пратениците од опозицијата. Мислите, едно обединување во ставовите? Едно обединување во ставовите. Пораката беше, што беше убаво, бидејќи имаше словенечкиот амбасадор во име на председателството седеше. Вториот човек на ЕУ делегацијата Гири беше зафатен, седеше. Други амбасадори. И тие слушнаа една порака од сите страни. Време е Европската унија да ги почне пристапните преговори. И тоа мене, искрено да ви кажам, би го направи денот, тој ден. Бидејќи вообичаено, внатрешната тепачка оневозможува вакви пораки, покажа малку поголема зрелост. Штета што тој ден веројатно некој автомобил погрешно се паркирал. Не знам дали го фати тоа јавноста, ама јас ја видов и тоа навистина да, значајно. Господин Димитров, Заев си заминува од политиката.
Тоа очигледно дека ќе го спроведе, прашање е на недели сега, дали баш ќе биде од партијата секако викендов, доколку нема втора круг на гласање, а од премиерската позиција гледам дека има едно натегање да го бидат барем уште 2-3 месеци да остане и така натаму. Ако Заев си замине од политиката, а прашањето со Бугарија остане незатворено, што ќе се случува бидејќи тој негов персонален печат околу целокупното постигнување на договорот со Бугарија се разбира во соработка и со функционери како вас и политички колеги и така натаму, но сепак неговиот печат стои околу целата таа иницијатива. Ќе се помести ли нешто битно во прашањето за ова за што разговараме, кога Заев ќе го нема, или мислите дека ќе остане главно во рамките на тоа што досега е договарано, разговарано, да не кажам преговарано? Курсот апсолутно ќе остане, тука немам никакви дилеми. Се разбира, секој личен профил, секој политичар си носи своји плусови, своји минуси, своји специфики. Ние со премиерот Заев многу од близко работевме на качување на големата планина, надминувањето на маката со Грција и Преспанскиот договор. Морам да кажам дека дури и папата во Атина за викендот го спомна Преспанскиот договор како исклучително достигање. Се ја не знам што уште кој ќе остане да го. Папата од сред Атина изрази почит за тешкиот пат што го изодија двата соседи и дојдоа заедно до Преспанскиот договор. Мислам дека тоа е голема и вредно признание. Се извинувам за дигресијата, продолжете, што ќе биде ова друго. Значи, немам никаква дилема дека курсот ќе остане. Со сите специфики што можеби ќе ги донесе друг премиер, меѓутоа целите ќе бидат тие. Ние сме пред една раскрсница како земја. Зборувавме за влогот од аспект на Европската унија, малку од аспект на Софија. Ќе направиме се што може да дојдеме до еден достоинствен излез, европски излез од оваа мака. Тоа има потенцијал апсолутно целосно да ја смени атмосферата во целиот регион. За жал, не исклучувам и негативно сценарио. Ќе видиме како ќе одат работите, меѓутоа да бидеме позитивни, ќе се обидуваме сигурно. Овие денови ќе се избере лидер на СДСМ, ќе видиме кога тој ќе стане и мандатар и премиер на владата. Се разбира дека ќе има известна реконструкција, алтернатива ќе влегува, како што знаеме, во владата и така. Меѓутоа, стратешките цели се тие, дури се тие и главниот лепак на оваа политичка опција. Ќе ве прашам и за тоа, секако. Морам да поставам едно фуснота прашање, бидејќи некако тоа не се губи во овие сите разговори. Гледам дека и албанскиот председател, со цел респект кон Македонија, меѓутоа викендов ја спомна опцијата дека можеби е дојдено време да се оддели Албанија од процесот за кој што го блокира Бугарија заради Македонија. А некакви тонови како да фати философија дека тоа може да биде од предлозите кои Софија ќе го направи како компромис, да не го тргне блокадата, половина да тргне за Албанија. Реално е тоа сценарио, какви се вашите европски, да кажем, партнери расположени кон тоа, ќе се одели барем на таја, бидејќи сега тие решаваат регионални ситуации, можеби ќе применат и тој вид на полурешение. Во овој период нема баш расположение да се оди во тој правец од големите партнери. Ние имаме една, како да кажем, споделуваме мака и една тажна приказна последниве години со комшиите од Албанија. Кога за Тведе камер, за холандскиот парламент, ние не бевме проблем. Проблем беше Албанија. Слично беа на времето кога и проценките, значи зборуваме за 2018, 2019 година и така натаму, и тогаш ние чекавме заради Албанија, сега ситуацијата е обратна. И не се работи тука само за
кои ќе бидат геополитичките последици, да речеме, од една таква фаќање на таа кривина. Едниот да успее, другиот да не успее. Прашањето е исто така и кои ќе бидат последиците по процесот на проширување, ако една земја членка на вакви прашања може да го земе и да го стави во заложништво. И дали е добро тоа и за самата Албанија во иднина. И овој резон го слушам многу често од министри, од лидери на земјите членки. И затоа планот таа, што е сега на маса, и мислам дека е најдобрата опција неспорно, крајно време и Тирана, и ние да се фатиме по европскиот пат. Да ве прашам за субстанцата на планот таа. Има ли нешто ново што јавноста треба да го знае, бидејќи се спомнува пакет од прашања кои што некои овде кај ги крсти ќе биле поудобни одговорите за Софија и така натаму. Има ли нешто ново во тоа суштински за да се направи поместување или е само можеби прередување на приоритети, тајминзи и така натаму? Има работено е, да речеме, на тоа прашање. Има известна комуникација. Малку сме, како да кажем, во исчекување, бидејќи чекаме политичка влада од другата страна. Меѓутоа, елементите на едно достоинствено решение што ќе произведува пријателство се познати. Нема ништо ново во нив. Дали се... И сега ние можеме, знаете, ова веќе долго трае, повеќе од 2 години, и повремено рефлекторот ќе отиде на едно прашање, да речеме Комисијата за историски прашања, па ќе отиде на друго прашање, говор на омраза, па ќе отиде на трето прашање. И малку, меѓутоа во основа, тргнувајќи од договорот за пријателство, тргнувајќи од меѓународното право, тргнувајќи од тоа што е пристојно цивилизацијски да се прави за вакви прашања во Европа во 21. век, елементите се познати. Нам ни е исклучително важно да не се чепка по идентитетот на македонскиот народ и македонскиот јазик. Таа работа се заврши во Обединетите нации, таа работа мора да се заврши во Европската унија. Чувствувам како да е тоа и надминато веќе во... Нас ни е или може би важно... грешам. Ти гледам дека се сели сега целата дебата околу хелсиншки критериуми, околу правата на бугарите во Македонија. Инаку ние никогаш не сме имале права на... Сите граѓани се еднакви. Ние не сме земја која што е позната со како да кажам, проблеми во однос на било која етничка заедница. Ние не се срамиме, апсолутно сме горди дека сме мултиетничка, една успешна, функционална мултиетничка демократија. Се имаме во тоа уште работа. Мора повеќе заедништво, можеби преку системот на образование и така натаму. Таа работа никогаш не завршува, таа работа не не. завршува. Меѓутоа, тој концепт, едно општество за сите, ние тука немаме задршки. Останува концептот и по работа. заминувањето на Заев, бидејќи тој се поистовети. Тој концепт е исто така еден од столбовите на оваа политичка сила, на оваа политичка опција. Тој нас не прави вредни и важно е да има држава на Балканот кој што е исклучително етнички мешан, која што покажува дека луѓе може да живеат заедно. Не само со тие исти како нив, во смисла на етнос, туку и со други заедници. Морам да го Тоа е привршувам. важно светло за регионот. Морам да го привршувам мој разговор и да ве прашам сега едно лично прашање. Заев си заминува од владата, ќе се прави нова влада, ќе доаѓа нов премиер или премиерка, ќе видиме како тоа ќе се изведе. Што се вашите лични планови? Останувате во овие води во кои сега пливате, да кажем, во владата? Дали тоа можеби ќе зависи од новиот мандатар, бидејќи тој ќе има право да располага со мандатите теориски на сите министри, иако во практика веројатно половината не ќе може да располага. Как да се наоѓате вие во оваа перспектива? Во однос на составот на идната влада се разбира тоа е прашање за идниот мандатар, ќе видиме што ќе
кои ќе бидат резултатите на партиските избори во СДСМ во таа смисла. Што се однесува до мојата улога и на тамошно действување, тоа е работа што зависи од мене. Јас својата одговорност во овој период посебно ја гледам во ова што сега го разговаравме. Да продолжи, и тоа без разлика на кај сум и на титулата, да продолжам да бидам фактор што ќе го испорача и второто ветување и стратешка цел, НАТО членството го обезбедивме, Преспа тоа го донесе. Сакаме да почнеме пристапни преговори, бидејќи мене позицијата многу специфична, јас сум политичар што нема партија, а беше на избори. Да, ама имате голем проект за вас. Јас имам намера да продолжам да туркам согласно мојата визија. Мислам дека треба да имаме поискрен начин како водиме политика. Мислам дека нашата голема битка допрва предстои. Ние уште се качуваме по планини. Ама работата во полето, која конечно ќе стигнеме таму, е битката против корупцијата и клиентелизмот. Овие јавноста сега се занимава со позициите како предмет на договорот со алтернатива. Јас ќе се борам и се залагам во нашиот политички систем дел од позициите да одат на конкурс. Ние време е да го намалиме политичкиот колач што се добива која ќе се победи на избори. Тоа во Грција го има направено Папандреју. Кажете ми што точно подразбирате по тоа, каков конкурс? Директори на болници. А мислите на тие нива? Менаџери на јавни компании. Зошто да не го направиме тоа што го направи Грција пред години, кога објавуваше дури и во странство, па дојдоа Грци од Америка, завршени на Харвард, па станаа менаџери на грчките јавни наместо компании. Наместо сакате да кажете партиски функции, да тоа оди на Мислам дека е време. Мислите дека има шанса за тоа? Мислам дека нема да има никога ако не почнеме да зборуваме и да се бориме за тоа. Ми се чини дека цифрата на државни функции кои што ги располага владата кога доаѓа на власт, која и да е негде како 1200 функционери на различни нива, не мислам на министри и така натаму, тоа се првите шагови. Не може. Мислите дека има место за половина од тие функции? Политиката мора да ја кренеме над директори на училишта, замислите. Вие кога одите на доктор, да ве прашам, прашувате дали ви е близок политички или кој е најдобар доктор за макар? Па вие сонувате, значи, за држава во која ќе нема партиски клиентелизам, скандал. Директори на болници, директори на јавни компании, мора да почнеме со таа работа. Господин Димитров, не очекував ваков одговор, и ова ми личи како пледоје за еден друг политички ангажман, а не овој што сега го имате, кој што се бави со меѓународна политика. Еднаш разговаравме за ова, да бидам сосема прецизен. Каде бил, внатре, надвор, во која улога, секогаш има прозор човек да ја турка идејата во која што верува. Никола Димитров, вице-премиер задолжен за европски прашања, ви благодарам. Убав ден да имате и вие и гледачи. Се надевам утринскиот брифинг некако како ни тргна со господинот Тачиеве, како одиме се понатаму. Иако помалку се шалевме. Морам да признам. Да. Јас последниот виц го раскажав со господинот Митов, со доктор Митов, за вас немам подготвен виц, ама следниот пат ќе се потрудам. Благодарам ми, бидејќи сите очекуваме големи вести, можеби дури и во наредните неколку недели, не е исклучено и пред Нова година уште еднаш да се видиме. Така што Со задоволство. ви благодарам и за ова гостување.